Пред некој ден, а тоа е Али Ахмети даде изјава, нормално, секогаш дава, не нормално, него веќе навикнавме, дава изјава секогаш на албански, но овој пат беше само на албански. Македонските телевизии беа повикани и нема никаков транскрип, нема никаков превод. Никаков превод нема, дури Бујар Османи тргна да преведува, Али Ахмети го врати, кажа не може. Видете, Али Ахмети, од времето отко постои неговата партија, отко слезе од планина горе, отко ја креира војната, таа не беше војна, тоа беше еден малце нера, да речем, пукање и така натаму, за жал погинаа и албанци, и македонци, и се направи, се креираше еден голем страв кај население, тоа еве може да се случи ова, тоа заврши брзо и беше све направено, режирано од него и неговите луѓе, се разбира, и од надвор луѓе, кои што сакаат да дестабилизира државата и да повлечат дел, да ја распаднат Македонија на делови, поготово западниот дел и делот од Скопје, но во тоа не успеа, бидејќи тука се умешаа американците и други држави, не дозволија Македонија, бидејќи Америка се стратешки партнери како и Европа и други држави на Македонија, не дозволија тоа да се случи в Македонија, да се подели на делови и така натаму. И тоа го знам од луѓе што биле во УЧК, албанци им би кажувале дека тоа било све оркестрирано, ќе правеле голема Албанија, ќе правеле не знам што, но тоа не се случи, тој се направи тој неред, стана преседател, формира партија и стана главен човек и од тогаш не прозборе пред медиумите, да речеме, македонски и покрај тоа што знае да зборува, и тоа е Али Ахмети е националист. Па го слушавме во бомбите како убаво зборува со господинот Никола. Македонски јазик пее таму? Независно, пее, не пее, значи прво живее во Македонија. Сепак е ова Македонија. Да, Албанија не е проблем, ќе се зборува албански. Значи нема никаков респект према македонците, према македонските граѓани, сите граѓани, независно вера, нација, религија, и према македонскиот народ, нема респект према државата, затоа што тука цел живот е пратеник и ние од нашите пари одделуваме за неговата плата и за сите други пратеници. Значи јас би му препорачал на Али Ахмети, од демократи, мое лично име, да ја спушти малце топката, од тие работите нема да се одвијат како тој што има замислено, и да треба ние сите заедно да почнеме да работиме на соживот. И да почне да зборува македонски кога треба да се зборува македонски. Затоа што добро знае дека скоро 80% од македонските граѓани, пак ќе речем независно вера, религија, не знаеме албански. И да покаже респект према државата Македонија, а не да сонува некои сонови кои што нема да му се остварат и нема да му се остварат на ниеден националиста и редентиста, поготово од албанците, а се разбира нема да му се остварат ни на еден националиста на македонците кои што цело време мафтаат со картата на голема Македонија и со тоа промовираат раздори, се разбира. Ние не сме способни како луѓе да се справиме со овие криминални политички структури, СДС, ДПМН, и уште ПЧС кои што влегуваат во коалиција. Ние сега ќе ја вратиме Македонија од грците и ќе ја вратиме од бугарите. А тоа е нешто што мене, јас живеејќи толку години во Америка, ме чудеше кога дојдов прв пат, си викам што е ова ситуација. Никој не зборува и не гледа за подобар живот, за врвна економија, за врвно здравство, образование, инфраструктура, животна средина. Ние сме сиромашни луѓе тука, немат луѓето леп да јадат. Денес бев до болница, државна болница, хаос, не само што нема кај да паркираш, 100 души, 1000 души од цела Македонија собрани да посетат некој лекар, да видат и така натаму. Нас на Македонија не ни треба национализам. Не ни треба Али Ахмети да не зборува македонски, нека си го зборува тој албански колку сака, но кај што треба и да зборува македонски. Така да тоа е мојата порака до Али Ахмети, до Дуи и до сите кои што, па и до Касами, бидејќи како тежо кој е сега на власт, со ДПМН, со криминалната ДПМН, и да не зборувам повеќе на таа тема, бидејќи немам потреба. Сум кажал и кажувам и сум кажал сега вечерава, дека тоа е проблемо и ние ќе си ја спасиме Македонија,
Затоа што во Македонија има паметни албанци, честни албанци, има паметни македонци, турци, власи, роми, бошјаци и така натаму, сите македонски граѓани. Господине Јорго, вие во Америка имате искуство доста, имате неколку холивудски филмови. Не ли ви делува вака Ахмети како еден холивудски лик? Ова ве прашувам заради тоа што од мои доверливи извори дознав дека Ахмети никогаш во животот нема испукано куршум. Сето тоа што било со пушките, со униформите, било на некој начин своја видна фарса, колку да се слика за филм, за некој списание. Дали личи на некој холивудски глумец вака? Мене смеавте, не знам дали ми испукано куршум или не, но само едно знам дека Али Ахмети, пораката што му ја претходно дадов, и пак ќе кажам, дека треба да работи, бидејќи неговата партија, ние како демократи секогаш кажуваме дека е криминална партија, но сега веќе е прерасна во криминално здружение, поготово се виде со црната листа со американците, што главниот човек Нивен, прв човек до него, да бидеш ставен на црната листа на Америка, тоа значи тие со факти тоа го кажуваат. За нашите судови, нашите органи, јавното обвинителство, МВР, нека можда и ги имат веќе сите тие докази и нека си продолжат понатаму, не само за него и за сите кои што се на црната листа, нека ги гонат кривично и што треба да прават, ќе прават судовите, нека затвараат, нека осудуваат. Значи, тоа е мојата приказна, не ми личи на никого, за жал, напротив, Али Ахмети се покажа човек кој што, зборува дека да, тој вели дека ние албанците ако не сме Македонија ќе се распадне. Значи, што сака да каже, тој и неговите политички приказни, тој истиот Али Ахмети ги остави младите без работа во Македонија и повеќето млади албанци се заминати во странство. Како нашите политички структури, злосторнички здруженија, кои што ги оставија младите во Македонија, дали се тоа македонци, албанци и воопшто младите, па си заминаа стотици илјади луѓе досега имаат заминато и не ги уништија фамилите просто. Значи, децата наши кога заминуваат во странство, за жал ние од нема и каде ко родители се радуваме, се спаси од тука. Се спаси од ова, што е ова во Македонија? Па Македонија беше Македонија многу убава ако се формира како Македонија, како независна држава. Значи, од Македонија една голема депонија за ѓубре, кој што за жал по полека, но сигурно прераснува во септичка јама. Кажете ми, која е улогата на ДУИ во сево ова околу Уставниот суд, околу законов за јазикот? Дали, можеби свесно или несвесно, ВМРО им подава гума за спасување на ДУИ? Дали ова можеби премолчен некаков договор? Заради тоа што мислам дека моментално им одговара и на двете партии се во ова. Видите, тие соработуваат. Има ли некаква шанса за некој договор? Тие секојаш се договарат. И ТПМН, и ДУИ, и СДС, кога треба и кога е во нивен интерес, и нив никогаш не треба да му се верува. Значи, ова што ни се случува во Македонија, што дојдовме до оваа ситуација, е благодарение на овие политички структури. Зошто? Ова се случува од 1991 година, кога станавме независна држава. Ние фактички се оделивме од поранешна Југославија и станавме тогаш како држава Република Македонија. Значи, верувајте ми, на овие луѓе никогаш не треба да му се верува. Ни граѓаните, ни гласачите. Јас многу пати се чудам и велам, има ли уште луѓе што би гласале за овие злосторнички партии, поточно здружени. Така да заборајте доверба, се играат големи игри, Балкани, да го скренат вниманието од проблемите, вистинските проблеми што владеат во Македонија. Конкретниот случај, сега зборувам да излезам малце од темата, вчера Мицковски премиеро вели уште 500 милиони евра ќе земиме од кредитот од Унгарија и тоа ќе го користиме, тие 500 милиони ќе ги користиме евра
за да ги плаќаме долговите наводно на претходните што биле на власт. И нас ни се повторува таа приказна, наместо да земат 5 милиони, 10 милиони евра кредити, 20 ако треба, за наредни не знам колку 20-30 години да отплаќат, и она што го кажав, да градат фирми, фабрики, да ги инвестират во капитал.